Без да сме свесни за тоа, на денот кога луѓето ги празнуваат ангелите, ја започнавме да ја пишуваме новата приказна со студио Даци. Можеби поради присуството на нашиот ангел чувар на нашата заедничка соработка, го обелоденивме фактот дека парадоксите се случуваат. Зошто? Затоа што студио Даци работи исклучиво со припадничките на понижниот пол, но на изненадување на нашите гледачи направи исклучок и одлучивме нова презентација, почесен гостин да биде личност припадник на посилниот пол и лице доста познато на струмичката и македонската јавност. Студио Даци е познато по тоа што работиме стрикно со жени. Сум познат како фризер специјално за жени. Што останата подолба, на фризерството се поделени и фризерите на мажи и жени, односно фризери и бербери. Па така и ние се одлучивме да отвориме студио каде што навистина ќе биде примената таа подолба. Но денес специјално за вашите гледачи направивме исклучок со Митко и се надам дека нема да ги разочараме, затоа што секој фризер пред се да знае да ишеше една добра дамска фризура, треба да знае да ишеше машка. Значи станува збор за тоа дека знаеме да шишеме мажи, но останува на тоа сепак да се задржиме на таа подолба на фризерите. Познат на јавноста најпрво како концептуален уметник и младински граѓански активист, денес како председател на активното Здружение за развој на културата и културното наследство во Струмица и во најновиот момент креатор на новиот веб портал кој постои веќе 2 месеца Струмица онлайн, како ништо поразлично во градот. Митко Гогов од една страна по природа е скромен младич, но од друга страна гладен за општествен развој и напредок, што тоа го покажува и неговиот активен и целосен ангажман. Друг интересен момент кај него лично е неговата долга коса, што сосема се совпаѓаше со бараниот профил за ова презентација на студио Даци. Супер забавно ми е, баш ми изненади со предлогот да бидам еден од луѓето кои ќе ги среди Даци. Даци го запознав пред известно време на почетокот на работата на мојот портал. Тој беше еден од првите кои дадоа интервју за нивната работа и што знам, на машки бербер одам да се бричам и ова ми е прв пат да сум на машки фризер и знам дека и Даци не работи со машки, па така да предизвикот и за мене да седам на фризерско столче, а и за него се надевам дека е ист. Пред да започнеме со работа, Гогов имаше само една желба, а останатото го остави во вештите раце на Драган. Па да, се надевам дека нема многу да ме скрати, тоа ми е најважно, да се скрати тоа што треба, а како, знае тој. И со звуците на ципелен по барање на Гогов ги засукавме ракавите и почнавме со работа. Прво задолжително миење на коса. Не се жалам, јас сум се бајнал и утопли бајн. Ладно да не. Миењето на коса со тритманот масажа за него блага нијанса на нирвана. Момент кога се чувствуваш дека тие 5 минути се само за тебе и за никој друг. И пред да заиграт ножичките, Гогов со голема храброст во одразот на огледало. Може, одлично, прекрасно. И најинтересниот момент, подготовка за фенирање. За косата на Гогов да стане негувана, мека, со волумен што уште повеќе ќе истакне природноста кај Митко, особено природниот сјај на неговата коса. Периодот на фенирање не можете ни да замислите како помина. Доколку сакате освен добра фризура, со вакво друштво ќе добиете и моменти на врхонска среќа, проткаена со бројни шали, смеа и вистинска релаксација. Замислите го само коментарот на Гогов. Како во моментот, доста време, толку долго не сум се гледал во огледало. Убавина. Не дека седно му беше како и што ќе биде на крај, но никако тоа не го признаваше и не го прикажуваше на неговото лице. Предпоставувам зашто многу му веруваше на Драган. И по сензационалниот дел, за промените од косата да паѓаат поубаво и полежерно. Ах, Гогов, мислам дека во моментот многу жени ти се љубоморни на косата што ја имаш. Рамна на краивете со прекрасниот природен сјај. Од сега Гогов како на македонската.
Пушти коси, ветер да ги носи. Но и овде не завршуваме. Не сум заборавила да споменам и еден огромен факт кога зборуваме за неговата коса и неговиот препознатлив стил. Тоа се суканиците на Гогов што ги видовме до сега на кадрите, додека се работеше, но оставивме за овој момент да бидат спомнати. Да, Даци не му се допадна и сакаше да ги извади, но ги носам затоа што се од 5 различни држави, од 5 различни луѓе и ми будат спомени, така да се додека имам долга коса ќе ги носам исто како дел од мојот имидж. Покрај суканиците, ефектот и задоволството беше повеќе од очекувано. Гогов повеќе од задоволен. Најпрви огромна благодарност до тебе и до вашата телевизија што ете ми избравте мене да бидам жртвата на прекрасните раце на Даци. Точно дека подолго време не бев на фризер и сум задоволен од фотофинишот. Мислам дека ова е најправо и најизрамнето што може мојата коса да се истриже и драго ми е што имав можноста да соработувам со Даци и тоа не на основа на медиум и маркетинг, само туку и на основа на задоволство. Се надевам дека вашите гледачи ќе видат дека ужива во целиот процес, од почетокот до крајот. Гогов е дел од оние граѓани кои го поддржуваат хедонизмот доколку некој тоа може да се го приушти. И покрај тоа што најчесто и најмногу правиме работи за други, мораме да одвоиме и посебно катче за нас самите. Апсолутно, јас сум за хедонизмот доколку може некој да си го приушти и секогаш кога имам прилика посветувам внимание на мене, го препорачувам и на сите други, доколку самите себе се почитуваме и се вреднуваме и си подаруваме убави моменти, тогаш истото тоа ќе ни се врати со благодарна и опуштена атмосфера. Кога искреното задоволство е присутно, се чувствува и она невидлива позитивна енергија во просторот која скокот какај секого. Затоа ние и вие, заедно со Студио Даци, наздравуваме за убавината и животот.